Да започнеме прво тоа на првото соопштување на дијагнозата, но првенствено ќе кажам дека патот ми однес мислам како започна мојот пат со раѓањето на прво роденото девојче, ќерка ми, која што се роди со телесен инвалидитет, која што се здоби со субкутен емфиземен апарат пертусис, предизвикан од вакцина. Од неа започна баш да се создава онаа сила во мене за едукација во медицинскиот аспект. Почнав да проучувам медицината за нејзината состојба. Леон имаше само 4 месеци кога се соочува со сето тоа. А веднаш потоа, на 10 месеци, кај Леон, кога направив компарација со ќерка ми, сватив дека изоставуваат когнитивните способности, значи немаше развиена моторика доволно и воопшто да кажеме. Поимот аутизам и за мене беше непознат. Почнав да истражувам по литературите, кои се тие рани знаци, како да се открија. Сватив дека недостасува, тука нешто не е во ред. Интуицијата на мајката не лаже. Мојата интуиција ми укажуваше дека Леон, од кога го дознав поимот аутизам после тие литератури прочитани, сум без претходна едукација. Јас претходно сум завршив во Јосип Брз природно математички смер, се доедуцирав со педагошки едукатор и потоа, откако веќе кај Леон ја осознав дијагнозата неформално која што беше поставена од професор доктор Филип Дума, кој што е и добар пријател на мојот покоен татко, кој што почина на 3 декември 2025 веднаш по мојата промоција на моето 4-то и 5-то дело. Јас се насочив уште тогаш кон психологијата, мислам подоцна. 2020-2021 се насочив кон психологијата. Нешто тука кај мене потикна, ќе кажеме сега можеби од духовно ниво, во душата нешто ми недостасуваше. И свршува што е тоа што недостасува цело време. Не се пронаѓа во ниту една друга струка, освен во психологијата. Подолго како навлегов во психологијата, сватив дека психологијата е наука за душата, токму она што мене ми е потребно. Не само на мене, туку и на моето дете. Клиничкиот дел кој што го спомнавте, ќе кажам дека беше само една моја надоградување на тоа да видам дали аутизмот произлегува директно со некое генетско нарушување. Да, аутизмот е широк спектар, но кај моето дете не изоставува само дека не се воспоставува дека има генетско нарушување, туку е чист спектар на аутизам, значи чист аутизам. Не е секундарен аутизам, туку се работи за аутизам кој што беше многу тежок, канар, а потоа со работа, со мултидисциплинарни методи од психологијата кои што ги издвојував, методи кои што ги спојував од психологијата, од литературата, дојдов до една програма како да ги спроведам на Леон и како Леон да го истигнам до Аспергер. Леон беше во потполност невербален. Јас тука ќе спојам духовноста секако, во секој аспект, затоа што имав таква прилика да се сретнам со Авдеје. Многу мина кои што сакаат да го дознаат кој е, може да го истражат. На Свети Василий Острашки, кој што ме кажа воопшто да не застанувам и покрај стигмата, и покрај зборовите кои што луѓето ќе ми ги упатуваат во однос на мојата духовност. Ме прашавте стручноста. Да, јас работам, не работам со деца, работам со родители, како советувалишта. Работам да ги охрабрам, да проговорат, да не се срамат од своето дете, да не го потискаат, да не ја потискаат дијагнозата. Туку работиме на еден дел прво секако во зависност од тоа, со респект кон оние родители кои што навистина ги знаме, кои што даваат се од себе.
Ги охрабрувам да не кукаат по социјалните мрежи сами да леликаат што им се случува и како им се случува, туку и покрај тоа што им се случило да дадат и барем начин како го решиле тој проблем со кој што се соочиле, како што го правам јас. Тоа што се охрабрев, едноставно психологијата ме научи, мојата едукација, работев на својот личен раст и развој, се уште работам. И секако дека нема да запрам, затоа што човекот учи додека е жив, тоа е доживотното учење. Но така, тогаш си го пронедов сопственото јас, кое што беше некаде загушено и живееше и дишеше во другите. Откако го добив влијание, откако ја осознав диагнозата, јас не се фокусирав на тоа што ќе кажат другите. Затоа што пола Македонија изумре од тоа што ќе кажат другите. Мислам, тоа што ќе кажат другите мене воопшто не ме интересира, мене ме интересира како јас се чувствувам и дали моето дете е среќно, не само моето едно дете, туку дали сме ние дома како семејство среќни. Затоа 22 години функционираме како семејство и не сме дошле до дисфункционалност. Секако дека имало препреки, секако дека имало недоразбирање, секако дека не постои совршен брак. Како у секое семејство. Точно така, но затоа не се откажавме еден од друг и тоа ми е многу драго. И горда сум не да се возгордувам себе си, да се воскренам дека јас сум некој светец. Јас сум само еден обичен човек кој што се труди овдека во Македонија да покрена свесноста и да сруши стигмата и кај родителите, затоа што не можат институционалниот систем да дојдат дома и да ни го реши проблемот. Ние знаеме со што се соочуваме дома. Секој е различен поединец и секој семејство си има различни предизвици и различни препреки. Затоа кажувам, мојата работа е индивидуална и за многумина би било убаво да знаат дека јас работам. За да не бараат совети во месенџер од мене, затоа што јас советите не ги давам и да го губам времето да го одвојам од својот семеен живот. Моето работно време се знае кога може да ме прашаат, да се закаже термин и да се дојдат на консултација во однос на се што ги интересира.